Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот, се дружиме со Ѓорги Михаилов, даночен службеник во Управата за јавни приходи, Катерина Трајанова, сертифициран тренер по фрактално цртање, и Анисија Угриновска, младински активист. Останете со нас до 11 часот. Останете со нас до 11 часот, веќе ги видовте и гостите во студиото кои што ни доаѓаат во овој дел од емисијата. Ке збориваме на интересни теми, актуелни теми, јас и мојата колешка Александра. А во студиото ова утро ќе ги поздравиме уште еднаш нашите гости, веднаш до мене Катерина Трајанова, сертифициран тренер по фрактално цртање. Како добро дојде? Добро најдов. Така. Ние сме биле кај тебе, сме правеле интервјуа за фракталното цртање, но ќе имаат прилика гледачите да се запознаат со фракталното цртање, па и во живо да видат како тоа изгледа. Добро дојде уште еднаш. Добро ве најдов. Така. Веднаш до тебе Анисија Угриновска, студент, младински активист и младински делегат во Обединетите нации за Македонија во период од 2023 до сега, односно 2026 година. Добро дојде Анисија. Добро утро, ви благодарам за поканата. Така, ќе зборуваме за предизвиците на студентите, што значи да се биде младински делегат и сите оние интересни актуелни теми кои што ги засегаат најмладите. Така, благодарам. И Ѓорги Михаилов, кој што во другиот дел од студиото заедно со Александра од Управата за јавни приходи, ќе зборувате за сето она што е ново, особено во овој период од годината. Александра, и ти си заедно со нас, ќе зборувате со Ѓорги на она што е актуелно, кажавме, за овој период од годината. Повелете. Така, бисерен поздрав до тебе, поздрав и до гостите кои што ни во студиото, но како што е редот да дадеме време и внимание на една важна тема за сите граѓани во Македонија. Македонија во последниве години ни станува се поатрактивна како туристичка дестинација и се повеќе граѓани остваруваат приходи од краткорочно издавање за сместување. Па за почеток, дали секој граѓанин остварува доход од издавање на недвижност под закуп и подзакуп, има обврска да пријави доход и да плати данок на личен доход? Ова е првото прашање кое што му го поставуваме на нашиот гостин Ѓорги Михаилов од Управата за јавни приходи. Ѓорги, добро утро и повелете на одговорот на прво прашање кое што верувајте дека особено охриѓани многу бурно ќе го следат одговорот. Добро утро и ви благодарам на поканата и за можноста да ги информираме граѓаните за нивните права и обврски, особено овој период на активна туристичка сезона. Издавањето на простори под закуп за сместување за туристички цели, односно под закуп и подзакуп, е многу популарно и актуелно во овој период од годината и Управата за јавни приходи како една од главните обврски во моментот ја има да ги информира граѓаните за нивните обврски кои што произлегуваат од издавањето на простор на стамбен простор под закуп и подзакуп. Секој оној кој што издава простор под закуп и подзакуп има обврска да пријави во Управата за јавни приходи. Значи, Законот за данок на личен доход креира обврска за сите физички лица кои што даваат простор под закуп и подзакуп да пријават во Управата за јавни приходи и да платат соодветен данок. Секако дека сите кои што издаваат простор треба тоа да го направат, да издадат тие што издаваат треба да пријават во Управата за јавни приходи. До кога треба да се пријави доходот и до кога треба да се плати данокот? Има ли законски пропишани рокови? Дали даночната стапка е 10% и дали граѓаните плаќаат 10% од целиот износ што го наплатиле? Да, тоа е едно доста често прашање кое што го имаме во текот на работењето. Сите граѓани пријавуваат, но данокот, согласно Законот за данок на личен доход, во Македонија данокот има рамна стапка, значи е 10%, но кога станува збор за закуп и подзакуп, за издавање на простор во закуп и подзакуп, даночната стапка е намалена, односно има одредени признаени трошоци. Доколку се издава простор кој што е наместен, признаените трошоци представуваат 15%, што значи износот на данокот е намален, односно даночната основица за пресметување на данокот се намалува врз основа на законски одредби кои што дозволуваат одредени признаени трошоци со цел граѓаните да може полесно да го подобро да го пријават и подобро да ги исполнат законските обврски. Роковите се утврдени исто во Законот за данок на личен доход. Оние што издаваат на подолг престој, во смисла повеќе месечни престои, го пријавуваат приходот
до 10 во месецот во кој што започнува издавањето. Еве пример да земеме, доколку започнува издавањето да речеме во април, до 10 мај треба да се поднесе соодветна пријава до управата за јавни приходи. Во таа пријава се пополнуваат податоците за закуподавачот, за закупецот, за просторот кој што се закупува, износот на киријата и начинот на кој што ќе се земаат приходите и целата процедура се одвива по електронски пат преку системот персонален данок. А за оние кои што издаваат на краток престој, обврската настанува во моментот кога лицето ќе влезе во престој, да речам, доколку се издава одреден апартман во туристичките места во периодот во јули месец, пријавите мора да се исполнат до 10 август, значи да се поднесат до 10 август. А плаќањето на данокот задолжително е до 15 наредниот месец во периодот во кој што се извршени, во кој што е издаден простор. Ајде еден пластичен пример за да бидеме појасни. Доколку имаме упремен апартман кој се издава за 7 ноќи и истото изнесува 10.000 денари, ноќевање како изгледа пресметката на данокот? Добро. 7 ноќи ми рековте, 10.000 денари, така? Значи 70.000 денари е вкупниот износ. Тој износ се намалува за 15%, значи 15% тоа е 10.500 денари. И на крај излегува даночна основица од 59.500 денари. Така. Значи вкупните приходи кои што граѓаните, кои што тие што издаваат ќе ги примат на сметката се 70.000 денари. Тоа представува бруто износ кој што го добиле. Од тој износ се намалуваат 15% признаени трошоци согласно Законот за данок на личен доход и така се добива даночната основица. Во ситуацијава тоа е 59.500 денари. На тој износ се пријавува и се плаќа 10% данок, односно 5.950 денари. Значи на 70.000 денари вкупен приход се плаќаат 5.950 денари данок на личен доход, остатокот останува како нето приход за граѓаните. Значи не е фул 10% износот на данокот, туку има одредени намалувања кои што представуваат една бенефиција за граѓаните. Затоа е така ваков пластичен пример за да биде поедноставно за сите оние кои што ја даваат оваа услуга. Но дали закуподавачите на апартмани и куќи за одмор имаат обврска да имаат фискална каса? Доста често прашање ова во управата. Издавањето фискални сметки не е поврзано само со Законот за данок на личен доход. Закупнината не креира обврска за издавање фискални сметки. Согласно Законот за регистрирање готовински плаќања, утврдено е дека издавањето простор во закуп и подзакуп не креира обврска за издавање фискална сметка. Во тој закон таксативно се наведени одредени одредби кои што се почитуваат во смисла не креираат обврска за издавање фискална сметка. Закуподавачите немаат обврска да користат фискален апарат, но е важно да го пријават данокот. Управата за јавни приходи креира една брошура, Фер туризам започнува со пријавен данок, објавена и на веб страната на Управата за јавни приходи со цел да ги информираме граѓаните како да добијат, како да пријават данок, како да го платат, кои се законските рокови, да не ги тераме да ги читаат законите затоа што не сите се снаоѓаат во таа правна во регулативата. Значи во таа брошура е точно наведено кои се правата и обврските на граѓаните од кои произлегуваат од издавање на простор. Важно е да се почитуваат роковите, значи издавањето на фискалните сметки, како што кажавме, граѓаните се ослободени од издавање фискални сметки, но не од пријавување на данокот, значи пријавувањето секако мора да биде исполнето. Ѓорги, за крај да зборуваме за санкциите, како последно прашање, што се случува доколку граѓаните не го пријават доходот навреме или воопшто не пријават? Какви се санкциите? Но ајде и малку за придобивките. Кои се придобивките од пријавен доход и закуп и подзакуп? Не би сакал многу да зборувам во врска со тоа кои се, да речам, последиците, затоа доаѓаме на овие емисии, затоа зборуваме и објаснуваме на граѓаните, ги информираме за нивните права и обврски кои произлегуваат од даночните закони. Последиците се доколку ненавремено се пријави данокот или не се пријави, глобите се движат од 50 до 250 евра за физичкото лице кое што требало да го пријави данокот.
дополнително се пресметуваат камати, но повторно ќе кажам, не би сакал да зборуваме на таа тема на лошата страна. Иако репутацијата на управата е, да речам, на репресија, управата за јавни приходи не е репресивен орган. Целта на управата е граѓаните сами да пријават данок. Во Македонија одамна постои принципот на самооданочување. Инсистираме да ги едуцираме граѓаните, да ги информираме, да добијат информации од нас, стоиме на располагање за сите прашања што ги има, така да она што е важно да го знаете дека управата им стои на располагање за да бидат информирани, да добијат точна информација што и кои и какви се нивните обврски. Значи веб страната на управата за јавни приходи е секогаш достапна од 7:30 до 16:30 часот. Сите даночни канцеларии се отворени, граѓаните може да пристапат кон даночните канцеларии, да се информираат, да прашат и добијат информација од прва рака за нивните обврски. Георги, ви благодарам што утрински издвоивте време да ги споделиме овие многу важни информации за сите граѓани. Јас во мојата рација имам токму таа брошура која што ја споминавме, Фер туризам. Така и се овие утрински разговори да го споделиме се она што е битно за граѓаните во екот на туризамот, во екот кога Македонија е навистина атрактивна туристичка дестинација. Не само Скопје, туку и насекаде низ Македонија, така и нека остане. Фер туризам започнува со пријава на доход. Ова е само еден информативен разговор кој го водевме со управата за јавни приходи и натаму имаме одлични разговори во другиот дел од студиото каде што ни е Бисера. Бисера, повели. Така, Александру, уште еднаш благодариме за Ѓорги и сите информации кои што ги сподели. А тука се враќам со моите дами. Направивме кратко ваше представување. Споменавме Ката дека вие сте сертифициран тренер по фрактално цртање и Анисија која што веќе ни дипломираше успешно на правниот факултет, политички науки, сега се запишуваш и на мастер, го одбра кривичното право, така беше Анисија? Так, завршив на смерот на правни науки на правниот факултет, а понатаму ќе продолжувам со мастер по кривично процесно право. Така, посакувам многу среќа и успех. Сега пред почетокот, некаде септември, октомври, предпоставам почнува таа факултетска година. Ката, сертифициран тренер по фрактално цртање. Можеби на многумина нема да им биде јасно што значи фракталното цртање. Ајде една дефиниција да им објасниме на гледачите. Добар ден, благодарам за поканата. Фракталното цртање е психолошка и арт-терапија, еден вид арт-терапија. Значи се црта една минута со затворени очи на бел лист хартија. На 4 формати тој цртеж покажува вашата моментална емоционална ситуација. Интересно, дали ќе може да го направиме тоа тука во живо во студио, да ги затвориме очите и да исцртаме нешто. Да, сега добиаме лист само да видиме прва дефиницијата. Што се црта, како се црта, колку се црта. Се една минута со затворени очи на бел лист хартија, потоа од дрвените боички собираат со затворени очи, се бои фракталниот цртеж мрежа по своје уверување. Например, земаме една црвена боичка, се бојат неколку пулиња, враќаме со отворени очи. И се со цел да го добиеме фракталниот цртеж, односно мрежа. Во самиот цртеж фракталната мрежа, потоа толкувањето е левата страна означува минатото, средината сегашноста и десниот дел иднината. Много интересно. Колку од ваше искуство сте осознали одредени емоции кај оние кои што ве посетуваат и колку сте помогнале за се она во иднина да условно кажано се реши? Јас конкретно, мојот личен пример можам да го кажам, и нефракталното цртање многу ми помогна во некои мои травматични ситуации, исто така и кај децата се гледа, бидејќи повеќето работилници се за деца. Имам јас многу лични примери во за овие 2 години колку што пусти видео едукација, како децата преку цртеж достигнале, ги надминале своите психолошки состојби. Меѓутоа јас сум правник по професија. Така, знам дека сусема ви е поинаква професијата, но секогаш да избегнувам психологија и анализа на цртеж, затоа што е неблагорадно како правник да толкувам. Меѓутоа самите работилници се секоја посебно свет за себе. Така, верувам. Да. Верувам дека особено на децата денеска им е како потребна да изразат емоцијата, емпатијата и се она што не достига во овој современ свет. Но споделите го вашиот личен пример. Како еден правник кој зачекорува во светот на уметноста. Епа вака, сега јас 2024 година се запишав на академија во Загреб одржуваше професорката Мартина Кусец-Рева работилници. Во 2024 формира видео академија онлайн за цртање и 2025 година јас се стигнувам со сертификат тренер по фрактално цртање.
Предходно работев во IT компанија за видеоигри, каде што во делот на маркетинг. Предходно исто мојата креативност ја изразив преку организација на детски роденден, има вебсайт Miss Katie, а предходно едно 13 години работев како државен ревизор во Државен завод за ревизија. Интересен микс на професија, од државен ревизор до се она што го правите денеска, но животот понекогаш не знаеме каде ќе не однесе. Сепак моите почетоци се во детска градинка, така да сепак се враќам на корените. Да, на корените, да. Се враќате на корените. Да. Па тоа е убаво човек да пронајде други професии. Зошто да остане на едната професија? Или и дали цртањето, дали уметноста, дали може би и за короната ката, во време на короната многу успеа да најдат хоби, а хобито да им стане и професија. Јас имав личен пример, пролет имаше една господја кај мене на работилница, кажа дека за време на ковид практикувала цртање кај една наша колешка и дека тоа многу и помогнало, затоа што особено во време на ковид, каде што сите беа затворени, јас имам и лични мои пријателки и јас каде што го искористив периодот, еве на пример учев академија за дигитален маркетинг во Авинга. Така да меѓутоа секогаш човек треба да ги изрази емоциите на овој или оној начин. Затоа што секогаш ние во себе имаме некои неразрешени негативни и позитивни емоции кои треба некаде да се изразат. Дали на психолог, дали преку арт-терапија, сликање. Со пријателки на кафе. Да. Секој различно, да. Анисија, вие сте многу млади, верувам дека низ годините ќе ги менувате професиите и се она што ќе го достигнете во вашето живење, но што значи да се биде младински делегат во Обединетите нации? Каде се младите во Македонија, каде се младите во светот? Така, за мене пред се да се бидам младински делегат во Обединетите нации за Македонија, сега во периодот од 2023 до 2026 година, пред се значеше одговорност. Меѓу другото значеше и представување, тоа што на мене ми беше најголема цел во текот на овој 3-годишен мандат, беше да ги представам младите од Македонија онака како што навистина заслужуваат, значи во вистинско светло на меѓународната сцена, што опфаќа учество на безброј меѓународни конференции во многу градови од Европа, но и пошироко. Пред се можам да кажам дека младите во Македонија мора да бидат представени достоинствено и тоа за мене беше една од најголемите одговорности, ако можам да кажам. Така што како програма која што опфаќа еден мандат од повеќе години, им дава на младите кои што се во моментот делегати можност активно да се вклучат во меѓународната сцена, значи активно да видат како донесувањето на политики влие на глобално ниво, но исто така да придонесат и од своја перспектива и соодветно на тоа да ги представат младите од своите држави. Така, какви се младите во Македонија, какви во светот? Колку гласот се слуша тука, а колку во светот? Сметам дека, еве, дури да споредиме со Европската унија и пошироко, младите од Македонија не се разликуваат толку многу со младите од Европската унија, впрочем сметам дека не се разликуваат во во нивото на амбициозност, посветеност или пак во поглед на карактерни особини. Но сметам дека тоа што ги одделува младите од Македонија, за жал од младите од Европската унија, е пристапот до одредени можности. Значи, тоа се пред се можности за бесплатно, но и навистина многу квалитетно образование, но и понатака еден степен можности за вработување и активна младинска работа, вклучително и програми за младинска мобилност, младинско истражувачко дејствување и програми за размена. Така што тоа би рекла дека во најголема мера ги разликува младите од Македонија и младите од Европската унија. Така, споминавте кои се одговорностите кои што ги носи тој младински делегат и ги споделува сите оние искуства со кои што се соочуваат младите луѓе во Македонија, но колку фидбекот е реален од Обединетите нации да се воведе нешто тука, да ни се помогне можеби каде што потфрламе? Така, сепак Обединетите нации се една огромна и многу комплексна машинерија од голем број на агенции, голем број на организации кои што действуваат внатре. Така што да се добие фидбек, особено како млад човек, за тоа понатака да се донесе дома во сопствената држава, е, можам да кажам, навистина тешко, но тоа се должи на повеќе фактори. Сметам дека пред се одговорност е на нас да се бориме за тој фидбек, да се бориме да ги представиме младите
на меѓународната сцена, а понатаму фидбекот доаѓа во многу форми. Значи фидбекот ни доаѓа од страна на нашите врсници и колеги кои што ги запознаваме на самите конференции, но од друга страна и од лично искуство сум имала можност да соработувам со голем број на владени представници од различни држави, представници од релевантни институции, кои што се навистина расположени да дадат совет за тоа какви мерки треба да примениме во државата. Со тоа што колку во Македонија повеќе се расположени да се слушаат вас младите пред избори, а колку во светот го слушаат младинскиот глас секогаш? Сметам дека секогаш било и секогаш е голема борба младинскиот глас да се слушна и навистина да не остане само слушнат, туку и применет и имплементират. Нормално предизборните ветувања ние како млади мораме да ги да бараме да бидат имплементирани, реализирани понатака од владите, со тоа што не смееме да дозволиме да останат само како предизборни ветувања. Но сметам дека истата ситуација може да се види во светот и понатаму, па затоа продолжуваме со ваквите напори младинскиот глас, особено гласот на младите од Македонија да биде слушнат. Така. На почетокот споменавме дека си младински делегат од 2023 до 2026, всушност завршува сега веќе мандатот на младински делегат? Така, мандатот мој заврши пред неколку месеци, значи во март 2026 година, па продолжуваме со останати активности понатака. Така, како се избира тој младински делегат? Што треба да поседува млад човек за да ги представува младите во Обединетите нации? Кои се тие критериуми што треба да се исполнат? Така, мислам дека младите луѓе навистина треба да се заинтересираат за оваа програма и навистина сум задоволна што во периодот јас кога аплицирав, иако имаше навистина голема заинтересираност, периодот од после забележа голем раст на интересот и тоа мислам дека треба да го сметаме како еден успех, бидејќи сме успеале да ја доближиме програмата на Обединетите нации до младите во Македонија, па тие да се заинтересираат многу повеќе, односно да се информираат и да дознаат за програмата. И сега доколку еден млад човек е заинтересиран да се приклучи на таа програма, пред се, иако не е единствен начин да се биде ангажиран како млад човек, еден начин е и програмата за младински делегати. Пред се постојат едни општи услови кои што се пропишани од страна на институциите, а тоа се возрастната граница, значи од 18 до 27 години возраст и познавање на англискиот јазик, бидејќи како работен јазик, и понатака искуство во работа со млади и општо познавање на работата на Обединетите нации. Понатаму се ценат младинскиот активизам, вклученоста во општеството и личните квалитети, вештини и способности на кандидатот. Но за да се аплицира треба да се следи веб страницата на Министерството за социјална политика, демографија и млади, на која што се објавува јавен повик за апликации и по тие апликации следува еден втор круг на интервјуа. Доколку се помине истиот, еден млад човек може да стане младински делегат. Така, доколку сега ще огласот во тек, тогаш нека аплицира. Дознавме чекорите за младински делегат, но да ги дознаме и чекорите за да се седне и да се направи еден фрактален цртаж. Кои се чекорите? Првиот чекор е земаме мулив и ги затвараме очите и цртаме 1 минута со затворени очи, фрактален цртаж мрежа, од која ќе ги отвориме очите, потоа од боичките дрвени на број што се повеќе бираме и по своје уверување со отворени боички, мислам отворени очи, ги боиме по линијата. Линиите кои што сме ги создале. Да. И секогаш исто второ прашање што ми го поставуваат, како кога ќе нацрташ, дали тоа мора да личи на нешто? Не, тоа не треба да личи на нешто, тоа е фрактален цртаж и мрежа. Значи треба да биде водена од нашата интуиција и нашата внатрешност. Јас не би ве прашала за црташот, ама би ве прашала за боите. Колку играат улога, кои бои ќе ги одберем? Па да, секоја боја во фракталното цртање има свое значење. Жултата боја е боја на животната радост и динамизмот, црната и кафината боја се бојата на промените, зелената е бојата на растот и балансот, портокаловата бојата на креативноста, сината боја е бојата на мирот, виолетовата боја е бојата на интуицијата, на духовноста,
Црвената боја е бојата на со Љубовта, црвена страста. на љубовта, меѓутоа со црвената боја се искажуваат и негативните емоции, стресот, анксиозност, исто и со црната фракталниот цртеж. Така. Сега, кога спомена боите ги бираме со затворени очи, така беше? Да, а после цртежот го боиме со отворени очи. Например, земаме една зелена боја со затворени, боиме неколку полиња, ја враќаме, па после пак со затворени бираме и тој цртеж мрежа ја прикажува нашата моментална емоционална ситуација. Дали оваа техника може да им помогне на децата за развивање на концентрација, креативност, за се она што никако не достига денеска? Затоа што децата го немаат фокусот, ја немаат концентрацијата да останат барем во еден училичен час кој трае 40 на минути, но колку ова помага? Фракталното цртање помага многу на децата, на учениците. Јас како тренер имам одржано веќе 2 години работилници со деца ученици. Најново што работиме е техниката неурографика, психолошка техника за развој на фокус, концентрација и внимание, покрај фракталното цртање, што е основна, цртаме со затворени очи. И преку примери имаат многу се гледа напредок на детето прво на самиот час, а после тоа и понатака додека практицира фрактално цртање. За која возраст е најчесто препорачано овој тип на Фракталното цртање се препорачува од 5 години плюс до пензионери, до возрасти. 7 до 70. Да. А јас во мојата студио работилниците се поделени на 3 групи, од 5 до 8 години, од 8 до 12 и за креативци последната група, бидејќи тоа е многу барано во последно време. И многу затоа што од 5 години детето има координација око, мозок, рака и затоа од тогаш се практикува фракталното цртање. Меѓутоа, во мојата пракса јас имам и деца кои што доаѓале порано на работилници од 4 години па нагоре. Сме работеле многу интересни работилници, цртаме фрактали на камења, цртаме со затворени очи, неурографика е последна актуелна и голем број работилници на различни теми. Затоа што фракталното цртање само по себе е многу интересна техника со различен диапазон на области. Така, што е најинтересно? Од целиот диапазон на области кои што го имате, што е најинтересно, непривлечно кај 5-годишната возраст и кај оние во подоцнешна возраст, да не даваме граница за нив. Да, е вака сега. Па кога ќе дојдат првиот пат кај мене децата од 5 години, прашуваат, значи наставничке, како да цртаме со затворени очи? Па што ќе излезе на цртежот? Па дали вака треба да се црта? Околу тинеџерската возраст друго прашува. Демек, имам јас цртаме фрактали на музика, тоа е доста популарно и обично им давам да цртаме на актуелни хитови. Интересно. И така, кој да. хит најчесто го одбираат? И па сега моментално е актуелна Лидија, Сара. За машките работилниците годинава беа многу интересни со песните од светското фудбалско првенство од Шакира. Отлично. Последниот камп сега што го има во Битуше беше Crazy Frog, некоја Тоа е за жал актуелно. Актуелно меѓу момчињата. Секогаш ги прашувам што сакаат да цртаат и гледам да е актуелно. Затоа што секој дете слуша различен вид на музика. Така. Исто и јас како возрастна. Така. Кај возрастната категорија, јас веќе сум имала и со околу 60 на години господи што доаѓаат на работилница и постари. Актуелно е цртаме фрактали на чаши. Тоа е ново и интересно. Заедно со чаша вино. Цртаме креативни фрактали, тоа е цртаме фрактали во една линија, креативна техника, значи голем број на техники се интересни за возрастните и се пријавуваат, да ви кажам. Супер. Споменавте камп во Битуше, како ова помина и зошто токму Битуше, како една од можеби поубавите дестинации во Западна Македонија? Јас на покана на сестра Ефимија, Бигорски манастир, зимата добив покана да присуствувам на овој камп, што за мене е голема чест. Така. И од отец Партени да се одржуваат работилници за ведра едукација. Значи Битуше е прекрасна прво природата. Горе во скитот е црквата Свети Кирил и Методи, одмаралиштето наменето за децата. Морам да нагласам дека кампот е целосно бесплатен за децата, се финансира од донации. Меѓутоа, таму е, не знам што да ви кажам, имавме многу убави работилници во делот, имавме и работилници за глума, кои што ги држеше наш колега актер. Оваа година во август месец имавме покрај моите работилници, едни жени, мислам едни колешки мои од Велес, се представија со од полица до книга. Многу интересна работилница. Попладнето сестра Ефимија држеше часови по веронаука, фактички кампот е за по веронаука, са бајле децата кога ќе станеа читаа молитви во црквата, потоа има појадок и разни активности. Исто така во блиската шума содржуваа часови, што беше многу интересно за нив.
Природата е сама по себе прекрасна и морам да нагласам и ги поканувам сите деца кои што се во можност да присуствуваат на овој камп. Навистина е извонредно да се биде во таква природа и да се осознаат сите овие вештини. Огромен поздрав до сестра Ефтимија и мислам, се надевам дека и таа ќе биде наша гостинка во идно време да ни пренесе многу детали од се ова што не го сподели. Да, сестра Ефтимија задолжена беше за кампот и сакам да кажам дека и децата дадоа голем придонес на кампот и родителите што ни ја дадоа довербата како наставници да бидеме дел од овој камп. Исто и така и Бигарски манастир секако. Така, сите се парче од мозаикот кој што е потребен да биде истото извонредно. Да. Кога ги споменавте децата и придобивките од ова фрактално цртање, колку ката може фракталното цртање да им помогне на дечињата со посебни потреби? Да, фракталното цртање, доколку детето има слаб аутизам, може многу да помогне за искажување на своите емоции, затоа што сите потешкоти може да се изразат преку цртежот. Јас лани имав честа да гостувам во училиштето за посебни потреби Златан Сримац, каде што децата имав работилници изработка на есенски лисја. И ако ви кажам какви децата направија креации, вие ќе бидете пријатно изненадени, а исто и јас. Верувам. Прво беше голема чест и задоволство да се направи една таква хуманитарна работилница за тие деца и посакувам и понатака ова фракталното цртање да допре до сите дефектолози и логопеди кои што може да си го дозволат во своите простори да ги искористат бенефитите на фракталното цртање. Да, па и во училиштето. Ако Секако. Соработки, нели? Да, сега во преден план и ја откривте мојата следна цел. Ведер едукација моментално држи работилници во своите простории во Татвалиџа 2, меѓутоа во соработка со општина Карпош. Планирано од септември месец да се формираат повеќе групи во училиштата и ведер едукација да се прифрли. Ме радува, не само во училиштата во општина Карпаш, во сите општини да бидете дел. Да, морам да истакнам и да кажам дека ведер едукација за овие 2 години има одржано соработка со голем број на училишта и градинки, не само во општина Карпаш. Ќе споменам во училиштето Кирил Методи во село Стајковци, во центар во општина Центар во училиштето Киро Глигоров, во училиштето приватно Јахија Кемал, во градинката Урца Николов, во домот за посебни потреби. Значи, ведра едукација има секаде. Супер. Ме радува. Но ајде кога сме кај објектите веќе да зборуваме за студентските домови кои некако со години ни се дема. Па Анисија, што треба час поскоро да се промени? Така, студентските домови навистина се една од главните теми на студентите во последните многу години. Најдно според мене треба да се подобрат уште повеќе условите за живот и за учење во студентските домови за студентите. Па во таа прилика и како една позитивна промена можеме да ја согледаме реконструкцијата на студентските домови пред се Стив Наумов и Кузман Јосифовски Пито, со што како што гледаме од надлежните се најавува реконструкција и на останатите студентски домови, не само во Скопје, туку во Битола, Охрид, Штип и другите градови. Според мене не само што треба да се продолжи со реконструкцијата на студентските домови, туку веќе постоечките студентски домови кои што се соочуваат со одредени проблеми, макар тоа било во поглед на струјата, на затоплувањето или пак општо во условите за учење на студентите, сметам дека треба да е една најдна работа која што треба да се подобри во моментов. Така. Не само студентските домови, колку учествувате и во најстариот надпревар од меѓународно и јавно право во светот, кој се одржува во Вашингтон, па какво беше вашето искуство и колку младите имаат можност за ваков тип надпревари? Да се учествува на најголемиот и најстариот меѓународен надпревар по право пред се навистина големо достигнување и голема привилегија. Особено бидејќи се работи за меѓународниот надпревар Филип Си Джесап, кој што се одржува во Вашингтон ДС, во Соединетите Американски држави, и број учество на над 800 тимови од над 100 држави. Чисто за една илустрација, секој тим се одржи од 3 до 4 или 5 студенти, така што можеме да разговараме за една огромна група на млади правници и студенти по право кои што меѓу себе не само што се надпреваруваат, туку и соработуваат, се запознаваат и се дружат. За почеток, подготовките за надпреварот започна во септември
минатата година и трае вкупно 8 месеци, кои што навистина беа едни напорни, тешки 8 месеци, бидејќи пред се вклучува подготовка на писмени поднесоци, а понатака вклучува и подготовка на устни аргументи. За едно појаснување, надпреварот Филип Си Джесоп представува надпревар кој што следи еден меѓународен спор меѓу две држави, со кој што студентите во тимови ги представуваат државите пред Меѓународниот суд на правдата. Па како таков, подготвувавме, како што кажав, писмени поднесоци, како и усни аргументи, кои што понатаму на европските рунди во Букурешт, Романија и на светските рунди во Вашингтон беа изнесени пред врвни правници, врвни професионалци и суди од Меѓународниот суд на правдата. Како еден надпревар, навистина за еден млад правник и лично за мене беше најкорисното искуство кое што образованието ми го понудило досега, бидејќи не само што вклучуваше пишување и устно аргументирање, вклучуваше навистина темелно истражување на комплексни теми, вклучуваше истражување на судска практика, закони и публикации кои што се навистина далеку од системот од Македонија, но на крај мислам дека тоа навистина влоди со плод, бидејќи како тим имавме солидно, според мене, навистина добро рангирање на 137-то место, но постигнавме и навистина солидни индивидуални рангирања. Лично сум многу задоволна што успев да се пласирам во топ 200 усмени излагачи, поточно на 178-то место. Па така во оваа прилика навистина би сакала да се заблагодарам пред се на одличниот тим кој што 8 месеци и повеќе не само што се работувавме заедно, туку наоѓавме по некој момент да се дружиме. Магдалена, Тамара и Борјан. Понатака би се заблагодарила на нашите две менторки, Ана Марија и Мија, и секако на нашиот професор по меѓународно јавно право, професор Љупчо Стојковски, кој што не менторираше и не насочуваше. Голем поздрав до професорот Љупчо Стојковски, кој верувам дека со гордост е ментор на млади кои што ја создаваат идната генерација која треба да направи промена во нашето општество, која и како му е потребна. Но ајде да видиме каква промена ние ќе направиме. Би сара да се разделиме листови, да замижиме и да нацртаме по нешто интересно, бидејќи имаме уште многу минути во овој дел од Имаме, да, уште денот. Кате, вие нема да не водите, поделите и на Анисија исто. Може со црно. Така. Како беше да замижиме, нема да бројме, не мора минута, Колега Перков не мора да ги фати нашите листови од мене и од Бисерче. Ние сме под голем стрес ово утро, но се шегу. Сега треба со затворени очи да нацртаме било што. Да. Ајде. Може? 3-4. Може, затвараме очи и цртаме. Ова било многу тешко. Ама не прекината ли ние? Да не ја прекинувам. Да не ја прекинувам. Еве јас ги попрекинав сите. Чек. До кога? Дали може крај? Стоп, ајде. Ајде. Јас не сум готова. Ти сакаш една минута во ред сега за тебе. Не мора една минута, ама осекам дека имам уште од цртежите. Писарче, нема ќе продолжиш на масата, така да завршиме. Стоп. Многу интересни цртежи. Ајде ги покажам. Сега вака може првата линија и последната да ги поврзате, и тоа е принципот на работа. Како што сте почнале првата и последната да ги првата и последната да ги поврзаме. Одгоре никаде. Добро. Со ова да го поврзаш. За да има целина цртежите. Добра. Јас успеав. Ева, црташ необоен. Чисто да видат гледачите. Ева вака. Па ќе си ги покажаме сите цртежите кои што нацртал. Ова не Бисера па каква уметничко дел. Тој имаш уметнички фрактал нацртано. Навистина? Да. Ајде ќе ни објасниш прво да ги видиме да го видиме цртежот на Анисија. Интересно. И еве го. Со срцињата си, Александра. Во неколку секунди со замижани очи. Сега продолжуваме. Ката со што? Кој не следниот чекор? Ева вака се следниот чекор. Јас секогаш децата им кажувам, учениците на возрастните, да запишат позади емоција која што ја доживеале додека цртавте. За тие една минута. Може повеќе емоции? Може повеќе, да. Затоа што се јавуваат и позитивни и негативни емоции додека се црта.
Ева ќе мојата. Љубов, Среќа и задоволство. Да. Анисија, Кај мене емоциите се опуштеност и исто така задоволство. убаво. Баш така. Драго ни е што во овие неколку часови кои што сте дел од утринската ви представуваме опуштеност и задоволство. Кај мене се среќа и радост денески на мојот сопруг, мој роден ден, така да. Така да среќата и радоста и две чекам да го завршам денот и да заминам кон славење. Сега кој е следниот чекор, Ката? Следниот чекор е толкување на цртежот. Ајде. Не го боиме, не додаваме боја, го толкуваме без боја, само Сега без боја со Так. потоа. За време на реклами там ќе го обоиме, па потоа ќе се вратиме Може. и Да. ќе ги видиме обоени. А сега може да ги протолкуваме. Вака сега, секогаш цртежот кога се црта вака во хоризонтална линија цртежот, ова е минатото, ова е сегашното, ова е иднината. Која е минатото? Минатото е ова, сегашноста е средината и ова е иднината. Празно ми. Да, празно ви е минатото, во иднина имате срциња, нешто со љубов, имате некои заплиткани ситуации моментално, меѓутоа цртежот е баш вистинска. Љубовен. Ние опишавте нашата бисера во неколку секунди. Да, со тоа што бисер има нацртано и уметнички фрактал, а тоа е кога во цртежот наоѓаме форми. И јас на работилница и цртање уметнички фрактали, кога ќе го направат мрежата, ги тирам децата или возрастните да нацртаат, мислам, формите да ги обојат и тоа фактички ќе дојде уметнички фрактал. Така. Супер, ќе се го обојам кад. Ката ви и тука има благодариме. и некое дрво интересно, еве во десниот дел, гледате како да лежи. Има многу интересни форми секако. Верувам ќе добие своја поинаква димензија со боја, да го толкуваме на Анисија. Анисија, вака, сега Анисија има многу интересен цртеж, нејзиниот е едноставна фрактална мрежа. Мене ме потсека на некоја Мина на птица, пепирутка ме подсетува цртежот, значи која кога ќе се направи може да излезе како убава пепирутка, еве телото, ова се крилјата. Така да одличен е цртежот и наедноставен. Повели Анисија, Повилата. Александра. Значи, вашиот цртеж е љубов. Љубов е Роденденски. роденденски со повеќе срциња и тоа е во сегашноста концентрирано. Ништо друго нема освен овие неколку срциња, да, во сегашноста сте. Само сега. Да, во сегашност сте моментално, да. Само сега. Да, повелета. Ката не нацрта, ти црташ? Јас можам да нацртам Ајде, цртеж. ќе ти дадам можност, имаме уште некоја минута. Ако имаме можност Да не нацртам. автоваруваме. Уште 40 секунди имаме, брзо цртај Ката. Ај се вака. Да научиме од професорката. Да, да видиме и професорката што ќе нацрта, потоа ќе си ги обоиме за време на рекламите и така ќе можат и гледачите да се опуштат додека не чекаат нели која ќе бидат рекламите, само да го видиме на Ката. Црташ. Протолкувај си го сама. Мојот цртеж е вистински фрактален цртеж мрежа. Јас веќе си имам изверзирано и нема ден да не нацртам нешто. Значи цртањето ми е веќе влизано во крвта. Ова е минатото, ова е сегашноста, во иднината ми е посветла малку. Али, не знам, јас сум задоволна од мојот фрактален цртеж. Се чувствува убаво, релаксирано. Драго ми е драго што се чувствува. Да, никогаш кога се црта, да знаете, се уват и негативни ситуации, може да се стрес, може не ми било убаво, децата викаат, па се стресувам, ама меѓутоа целта е да се релаксира и да се изразат емоциите. И така, тоа е тоа. Така, им посакуваме на нашите гледачи да посегнат кон билнист хартија дома, да си направат еден фрактален цртеж за да се опуштат, да го направат пијалокот кој ги опушта, а ние по рекламите ќе се вратиме ова да го обоиме и да го создадеме едно вистинско уметничко дело за кој ќе да знаете по реклами.